Целта ни е да ја зачуваме нашата традиција и да им овозможиме на младите да пренесуваат понатаму од генерација на генерација. Овој настан, Великден, ист на различен начин се организира традиционално втора година, во поголем обем, како и сами што кажавте, се надеваме дека следните години ќе биде уште поуспешно. Имаме учесници на повисоко ниво, пошироко ниво. Имаме учесници од Куманово, имаме учесници од општина Ранковци, од општина Конча и од општина Македонски Каменица, како учесници на настанот. Учесниците имаат можност да се надпреваруваат во категорија за најубаво декорирано великденско јајце, во категорија за најубаво декорирана великденска кошница и турнир во најцврсто великденско јајце. Младите изразија желба да имаме литературно читање на тема Великден, така да на конкурсот имаше голем интерес, пријавени се 35 кандидати и сега ќе избереме најубави 3 творби. Денеска во организација на невладиното здружение Живот присуствувам на традиционално одбележување на Великден. Ја поздравувам манифестацијата, воедно иницијативата на Сдруженијето. Општината секако и во оваа прилика, во своја можност, ја помогна логистички оваа манифестација. Особено од големо значење да се негува традицијата и особено најмладите во заедницата да ги негуваат традициите кои што ги имаат создадено нивните претходници. Великден е најголемиот христијански празник. Куманово е мултиколоритен, мултиетнички град кој што ги негува сите традиции. Еве денеска сум тука на одбележување на Великден. Вечерва ќе присуствувам на традиционалната ифтарска вечера во организација на Младинскиот исламски форум. Тоа е Куманово и тоа е нешто што не чини нас сите поразлични од останатите, а тоа е нашата посебност, мултиколоритност и мултиетничност. Јас сум Никола Василевски, учесник сум во овој настан. За денеска нацртав едно јајце со акрилни бои. На првата страна се гледа Исус, а на задната страна е манастирот Острог. Поради тоа што сметам дека заслужува да го заземе местото на мојата слика, бидејќи многу луѓе зборуваат дека има помош од Острог, па реков ајде и да го нацртам на едно јајце. Јас уште од најмала возраст цртам, уште навистина многу мала возраст. Мојот талент го има приметено мојата баба, која што исто така била уметник, веќе за жал е почината, но јас продолжив по незините стапки и ги редам и незините успеси. Моментално се на се и освен од ликовно и од друго имам околу 35 благодарници, дипломи и пофалници. Јас се викам Павел Миодраговски од подрачно училиште Толи Зордум из Режановце. Учествував на надпревар и добивме прво место. Да, но очекувањето не беше многу, како да се каже... Што насликавте вие? Ние насликавме, темата ни беше да насликаме уметничко дело од училиштето 11 октомври, што ние мислевме дека е уметничко дело и да го насликаме и филтер да дадеме на него и така да го прикажеме на платно како цртеж. И ние тоа го направивме, но очекувањата не беа многу позитивни, бидејќи цртежот беше и тежок, но и лесен. Но ние успеевме да го направиме и добивме прво место. Тоа ново или надпревар? Не, на првиот надпревар на кој бевме. На 11 октомври. Сега учествувавме, се запишавме за украсување на јајца. Што насликавте на? Па искрено не беше многу така посебно да се каже за украсувањето, но оризот. Со ориз го направивме јајцето и потоа само го ставивме во различни бои и кога го извадивме, јајцето беше цело како на звезди.